некои тие само наречени аналитичари кои што 20 година се задолжени да го кршат македонскиот народ, кои што одработуваат за дебели хонорари и веќе гледате го протолкуваат тоа како Ахмети се свртува кон СДСМ. Тоа се тие тактики што ги прават својствени за едни такви избори. Албанските сега тие партии си ја мерат силата, бидејќи тие се свесни дека и на овие избори Груевски како мандатор ќе го бира својот партнер од албанскиот блок, бидејќи тука веќе не е тајна, од 90 година се воспостави тоа непишано правило, иако е несвојствено за демократиите да мора да има една албанска партија во владата, без разлика што таа македонски дел, тој македонски блок можеби да има и апсолутно мнозинство на пратеници, но се воспостави тоа непишано правило и сега албанските партии меѓу себе, да кажеме, живо се заинтересирани кој ќе биде тој коалиционен партнер, а како што кажав сега веќе бидејќи известна победата на ВМРО-ДПМН, сега останала непознатица само крајниот резултат, бидејќи јасно е веќе дека коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН ќе победи и согласно со уставот и законските прописи Груевски прв ќе добие мандатот за да формира нова влада. И во тој случај Ахмети е свесен дека и уплашен дека доколку и Тачи има доволен број пратеници, можеби Груевски да му понуди соработка на ДПА. А и албанските партии се свесни дека без учество во власта стануваат минорни, бидејќи факт е дека власта, да кажеме, им ги нуди тие привилегии на вработување, еве сега по тој рамковен договор веќе вработуваат и од повеќе колку што е предвидено. Од друга страна пак Имер Селмани кој што не е во власта, па му нуди некоја радикална, да кажеме, радикализација, дека албанците игра на таа карта, дека се над 25% до 30%, дека ќе барат рамноправна поделба на буџетот, како давате на лажна слика дека само македонците го трошат буџетот, што апсолутно не е точно, бидејќи вие денес како се прошетате по западна Македонија, да кажеме, ако тргнете од Скопје преку Тетово, Гостивар до Охрид, и ако тргнете во овој дел од Скопје до Струмица преку Штипке, видите дека многу поубава инфраструктура има во западниот дел, кај што живее поголем број на албанско население отколку во источниот дел. И значи лажна е таа слика дека буџетот се користи само за потребите на македонците. Али како што кажав, тоа не е својствено, тоа е својствено за другите демократи и пред изборите својствено да се дават повоинствени реторики и после, да кажеме, малку спаснуваат работите. Така. Ако ги слушаме тие апокалиптични лидери, не е чудно и да слушнеме дека повеќе дожд паѓа на македонските ниви во источниот дел отколку на нивите на етничките албанци од дел Македонија во западниот дел на Македонија, па ќе испадне дека е тоа поради лошата политика што ја водела Дуи, се додворувала на ВМРО, или поради екстремната националистичка политика на ВМРО. Па што што кажавте, мене тоа ме загрижува, не ме загрижуваат албанците, ме загрижуваат нашиот дел, тие само наречени аналитичари и новинари кои што 20 години земаат огромни пари и го кршат македонскиот народ. Тие креираат таа слика дека Дуи е козметика, дека во владата дека не остварува ни едно барање на албанците, дека му е марионета на Груевски, што еве гледаме што воопшто не е точно. Еве кои вести да ги погледнете вечерва, ќе ги видите албанските министри, само 5-6 колку се во владата, ќе ги видите на пример овој Муса Џефери, ќе го видите како тера некоја агента, некој средби си има во рамките на он е заложен за спроведување на ракомодниот договор. Тој Џелал Бајрами, министер за труд и социјална политика, гледате, посетува центри, домови социјални, па таму кој сите нивни, значи овој Бујар Османи посетува болници, значи сие секој ден се бале ќе отидат на работа и се вршат работата како што им е согласно уставот и законите. Значи каква козметика, какви марионети, еве гледаме секој ден си ги тераат активноста од рамките на нивното министерство, значи си ги тераат надлежностите. Тоа им е работата. Но сега кај овие, да кажам, самонаречени квази аналитичари кои што намерно сакаат да креираат една таква слика, значи сакаат да ја радикализираат состојбата и во крајен случај, да кажеме, ако по демократски пат сега изборите, како што кажав, известно дека ќе добие владеачката коалиција, значи креираат една слика да створат немири. Значи се веќе не е тајна дека проструја во јавност такви информации дека се спремаат некои сценарија кои што треба да го прочитавте следното прашање. Да ги признаат изборните резултати. Така да поентата ми беше дека не е точно дека еве албанските министри како македонските секој ден си ги тераат нивната агенда во нивните министерства. Секој ден видите ги на телевизија, си ги тераат своите овластувања согласно законот што ги имаат во рамките на надлежности на соодветното министерство. Така. Следното не знам што треба да направат, треба ли пушки да земат да кажат дека така. Следното мое прашање е врзано токму со тој безбедносен сегмент, а тоа е ако е известна победата на ВМРО-ДПМН,
Дали имаме сознание дека се разработува сценарија да не се одржат изборите, да се направат немири уште пред да се случат изборите, или да се направат немири на самите избори, или по изборите да не се признае ова известната победа на ВМРО-ДПМН? Па веќе, гледајќи го политичкиот пат на Црвенковски во овие 20 на години, јасно е дека овој човек веќе е спремен на се, бидејќи јасно е дека со овој удар сега што ќе му се зададе новија избори, факт е дека веќе неговата политичка судбина ќе биде дефинитивно запечатена. Но очигледно е сега овој човек, како и неколку, да кажеме, што ги имавме во регионов, во други држави, многу млад се испукаа на сите функции. Тргна од 25-6 години, во тоа време Киро Глигоров кога го постави за премиер да се игра со таа влада во која што воспостави деца да се играат таму. И сега на 48 беве 50 години не им се оди во пензија. Да кажеме, уши им е власта императив. Сега Бранко Црвенковски, лажна е таа слика што ја креира, упатува порака од митингот на СДСМ и вели: мене не ми треба никаква функција, јас се повлекувам, не сакам државна функција, бидејќи бил ги носител на сите тие функции. Тоа е лажна слика и он тоа го кажува од оправдани причини. Свесен дека народот веќе не му дава шанса за државна функција, и од друга страна, ако беше он искрен во своите намери, се повлечеше и од председателското место на СДСМ. И сега веќе според мене таа игра што ја прави он, најверојатно ќе ја изгори пак Шејхеринска, која што формално ќе ги изгуби изборите како мандатор. На крајот он пак ќе остане чист и ќе чека некоја прилика, ако му се создаде, како 15 септември 2002 година, кога, да кажеме, како резултат на катастрофалната политика на Лучо Георгиевски, кој што брзо потезно ја заврши својот премиерски мандат, чека некоја таква прилика, па да евентуално пак да се врати и да победи на изборите. Иначе на секој му е јасно дека Бранко Црвенковски, ако е убеден дека СДСМ ќе победи, он прв ќе беше на некоја листа носителска. Така да сите опции се во игра и нив во овој момент многу им одговара тоа сценарио. Да кажеме, да има немери на изборите да се случат. Сега тука останува, да кажеме, да се види капацитетот на МВР пред се, бидејќи како орган кој што е задолжен да го штити јавниот ред и мир и пред се да го штити изборниот процес, треба да одговори на задачата која што има пред себе, дотолку повеќе што овие не се обични избори во Македонија или избори како демократските земји, каде што луѓето завршуваат изборите, си подаваат рака и завршува тој изборен. Тука кај нас, како што кажав, се очекуваат можеби на самиот ден тие од кога ќе бидат соопштени резултатите. Едното сценарио да не се признаат тие резултати, ако не се признаат, тогаш ќе се иницира и незадоволство. И тука сега, значи, останува сето тоа МВР благовремено да го осмисли како на денот на изборите ќе обезбеди услови за одржување на демократски и фер избори, секој да се каже својата изборна волја на денот на изборите. Колку е веројатно она сценарио кое што е во опток, дека СДС игра на сценариото да се случи 5 октомври како во Србија, значи непризнавањето на резултатите на оние избори во Србија кога беше Коштуница или Милошевиќ, а сега тоа сака да го наметне, иако е формално Шекеринска, значи дали е Црвенковски или Груевски, и да направат сценарио веднаш по објавување на резултатите, нов 5 октомври, само сега овде во Македонија. Видете, не е тајна дека тие го посакуваат тоа сценарио, но сега за да спроведете такво сценарио треба да имате јака поддршка од народот. Значи треба народот да застане зад вас, па да го спроведете тоа. Да, и тука сакам да се осврнете и на работат ли сценаријата на странските разузнавачки служби овде, дали се активни за едно такво сценарио за 5 октомври, односно 5 јуни во Македонија. Па сега кога го спомнувате веќе тој меѓународен фактор, моје мислење дека веќе тука е јасно паднаа маските. Факт е дека одредени земји во Европската унија стојат зад Шекеринска и зад Црвенковски. Тоа се земјите кои што сакат и нас да не скршат како македонци, да го промениме своето име. Не случајно Шекеринска и Бошковски сега ги шетаа по Брисел, за да пред македонскиот народ покажат дека Европа стои зад нив. Но од друга страна, факт е дека нашиот стратешки сојузник Америка застана зад политиките на оваа влада, застана зад владата и верува во капацитетот на оваа влада дека може да спроведе демократски избори. Ова само еден пример да го илустрирам. Вие видите сега новинарите на Ајден мака мачат ме изминатите 2-3 месеци, барем